Shoferi 76 vjeç ka humbur kontrollin e kamionit dhe ka frenuar në moment të fundit. Pas shkëputjes së pankinave ka goditur makinën e tipit BMW, ku kanë qenë 4 persona. Синоќа околу 23 часот на Скопската обиколница 4 лица го загубија животот во трагична сообраќајна несреќа. Жртвите починале на местото на несреќата, додека возилото во кое се наоѓале било зафатено од пламен и целосно изгорело. Меѓу загинатите се 51 годишниот Ристе Велков, баритон во македонската опера и балет, неговиот 20 годишен син АВ, како и двајца негови другари, ПМ и МЈ на возраст од 20 години. Возачот на камионот, ББ 76 годишен, кој управувал камион со косовски регистарски таблички, најверојатно ја изгубил контролата врз возилото и удрил во автомобилот BMW. Од силината на ударот, двата автомобила биле зафатени од пожар. Се уште не се познати причините за избувнувањето на пожарот, а се истражува дали автомобилот бил на плин или пожарот настанал по удар во резервоарот за гориво на камионот. Од МВР информираат дека возачот е приведен, додека по наредба најавен обвинител. Телата на жртвите се испратени на обдукција. Од сударот настанал пожар во двете возила, од кои патничкото возило и кабината на влекачот целосно изгореле. Пожарот бил изгаснат од екипа на бригадата за противпожарна заштита Скопје. Исто така по наредба на јавен обвинител, возачот ББ е лишен од слобода и задржан во полициска станица. По целосно расчистување и документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава. За време на увидот, од 23 часот до 5 часот утринава, сообраќајот бил пренасочен на патниот правец Тетово-Велес, преку Клучките кај Визбегово и Мирковци. Сообраќајот е нормализиран во раните утрински часови, но камионот се уште се наоѓа покрај автопатот и движењето кон Скопје се одвива само по една лента.